Општина Бутел ја поместува границата за финансиска поддршка за пензионерите од општината, сподели градоначалникот Дарко Костовски. Почитувани пензионери, ве известуваме дека јавниот повик за финансиска поддршка е продолжен до 13 јули 2025 година. Право на финансиска поддршка ќе остварат граѓани кои имаат постојано живеалиште на територија на општина Бутел, приматели на старосна, семејна или инвалидска пензија, чишто износ не е повисок од 21.909 денари, посочи Костовски во својата објава на социјалните мрежи. Јавниот повик е отворен од 19 јуни оваа година, а трае до 13 јули оваа година. Потребната документација може да се достави секој работен ден во просториите на општина Бутел од 9 до 15 часот. Исплатата ќе биде на принципот прв дојден, прв услужен. Целосна забрана за движење во шума и шумско земјиште на територијата со која стопанисува или управува јавното предпријатие Национални шуми се воведува од денеска до 31 август годинава. Забраната, како што информираат, се воведува со оглед на зголемената опасност од појава и ширење на пожари на отворен простор за временскиот период во терминот од 12 до 24 часот. Движењето ќе биде дозволено единствено со писмено одобрение, издадено од подружниците на јавното предпријатие Национални шуми Скопје за подрачјето со кое стопанисуваат и управуваат. За непочитување на оваа забрана на физички лица кои се затекнати да се движат во шума и шумско земјиште, согласно член 106 од Законот за шуми, се изрекува глоба од 1500 до 2000 евра во денарска противредност. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како што информираат од јавното предпријатие Национални шуми Скопје, на 26 јуни годинава согласно член 57 дало согласност за целосна забрана за движење во шума и шумско земјиште за периодот од 1 јули до 31 август оваа година. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски во рамките на караванот се гледаме во мало се сретна со жителите на Водно. Средбата помина во конструктивна атмосфера каде отворено беа споделени проблемите и предлозите за унапредување на малото. Жителите побараа поставување урбана упрема на повеќе локација и изразија загриженост за безбедноста во сообраќајот поради несовесните возачи. Побараа лежачки полицајци и сообраќајни знаци за намалување на брзината, како и редовно кастрење на зеленилото, што го попречува пешачкиот простор. Ја пофалија и работата на хигиеничарите, кои, како што рекоа, се постојано на терен и посветено се грижат за чистотата, известува општина Центар. Герасимовски посочи дека континуирано се работи на подобрување на патната инфраструктура во општината. Во делот на Долно Водно е завршена реконструкција на улицата Елисеј Поповски на потек до 700 метри, за што се издвоени 13 милиони денари. Предходно беше реконструирана и улицата Антон Пановелот од општината. Инфраструктурата и поврзаноста на Центар ни се приоритет. Реконструиравме 20 улици низ целата општина, затоа што секое мало заслужува уреден јавен простор и безбедни улици, истакна градоначалникот Герасимовски. Караванот продолжува и денеска во Пајко Мало кај Филхармонија со почеток во 18 часот и 30 минути. Започнува исплатата за пензионерите. 1388 пензионери утре на своите сметки ќе добијат финансиска помош од 2500 денари. Нашите највозрастни сограѓани за столбот на државата и нашето општество. Со почит кон нивниот труд и животен придонес продолжуваме да градиме заедница во која секој е вреднуван и поддржуван, сподели денеска градоначалникот на општина Киселава Дорце Ѓорѓиевски. Денес ги подпишав налозите со кои доделуваме финансиска поддршка на пензионерите со ниски примања. Веќе утре во текот на денот парите ќе бидат префрлени на нивните сметки. Секој од нив добива финансиска помош од 2500 денари. Општината дополнително го покрива персоналниот данок кој не е пресметан во овие средства, истакна градоначалникот во својата објава на социјалните мрежи. Со оваа мерка финансиска помош добиваат пензионерите кои се приматели на старосна, инвалидска, семејна или социјална пензија, кои се жители на општина Киселавата, чии примања не надминуваат 22.640 денари. Ова е првата тура од исплатата, додека пак втората, како што посочи Ѓорѓиевски. Повеќе од 1800 пензионери во текот на следните денови ќе ја добијат ветената еднократна финансиска помош, односно се работи за повеќе од 3200 пензионери кои добиваат финансиска поддршка.
Оваа мерка е уште еден чекор во нашата континуирана грижа за повозрасните жители, за нашите родители, баби и дедовци, со која покажуваме дека не се заборавени. Сето ова е резултат на нашата посветеност да создадеме општество во кое секој пензионер ќе има подобар квалитет на живот, да сте здрави и живи и со здравие да си ги трошите, порача Ѓорѓиевски. Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски на социјалните мрежи информираше дека е објавен јавниот повик за надоместување на дел од трошоците за набавка на печки на пелети за 2025 година. Надоместуваме до 50% од трошоците за набавка на печки на пелети, но не повеќе од 30.000 денари по домаќинство, со вклучен персонален данок на доход. Ова е директно враќање на средства од буџетот на општина Газибаба назад кај вас граѓаните. Средствата се обезбедени согласно програмата за заштита на животната средина и природата на општина Газибаба за 2025 година, се вели во објавата. Стевковски посочи дека може да аплицира секое домаќинство со живеалиште на територија на општина Газибаба, што ќе набави печка на пелети по објавувањето на овој повик во 2025 година и ќе достави соодветна документација. Рокот за аплицирање е од денот на објавувањето на повикот до 30 ноември 2025 година или додека не се исцрпат средствата. Создаваме почиста и поодржлива Газибаба, стои во објавата на градоначалникот Стевковски. Таму е скоке град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ке ја сакам, убавка ја